Во првата футсал лига на Македонија многу работи веќе се јасни на три кола до крајот. Покрај тоа што веќе проект е нов шампион на Македонија, веќе извесно станува кои екипи и ќе испаднат во втора лига. Надпреварите од 15-тото коло донесува многу погодоци и практично надпревари кои што ги решија сите дилеми. Па останува на крајот од денот последните три кола само да се одиграат колку за престиж и за што повисок пласман на самата прволигашка табела. Екипата на Форца со 9-5 славеше над Кеги Моби, Бутел на домашен терен одигра 2-2 против Јувентус Серава, откако домаќинот постана два погодоци во самиот финиш и на тој начин Јувентус Серава мораше да се задоволи само со бод. Во Крива Паланка се одигра дерби од дното на табелата и дерби за опстанок, откако Осогово со 12-8 славеше над Балкан и веќе тимот на Осогово, кој што лани играше финале во Купот на Македонија, го обезбедува опстанокот во елитата. Екипата на Шкупи со 8-3 славеше над Малаекс од Штип, со тоа што веќе штипени се пакуваат заедно со Балкан за експресно испаѓање, односно враќање во втората лига, додека пак Клими со 1-10 на домашен терен загуби од веќе новиот шампион проект. Што се однесува до самата табела во првата футсал лига на Македонија, на врвот е проект со 45 бодови, Кеги Моби е втор, 29 бодови, Форца е трета, 28 бодови, па битката помеѓу Кеги Моби и Форца ќе биде за тоа кој да биде втор. Шкупи е четврти со 20 бодови, Бутел е пети со 19 бодови, колку што има и Клими, Осогово е на седмата позиција со 18 бодови, а пак Јувентус Серава на 8 место со 17 бодови и помеѓу овие екипи ќе биде борбата за тоа кој да биде четврти, пети, шести, односно седми и осми. Екипата на Малаекс на деветото место со 10 бодови, 7 помалку од Јувентус Серава, а пак на ното е Балкан со 9 бодови, веќе станува извесно дека Малаекс од Штип и Балкан од Скопје ќе испаднат во втора лига.